Италијанската компанија која од Скопска Дрисла требаше да направи најмодерна депонија на Балканот. 4 години нема мрднато со мал прст. За оние што не знаевте, Дрисла е под италијанска концесија која поседува 80% од депонијата, додека останатите 20% се на градот Скопје. Па заради расчистување на маглата предизвикана од префрлањето на одговорноста за големото загадување во Скопје, нашата репортерка Јелисалфета Поп-Мајбах разговараше со италијанскиот собственик на Дрисла, господинот Дон Џафери Вито од Бари. Во моментов разговараме со собственикот на 80% на депонијата Дрисла, бизнисменот и италијанец Дон Џафери Вито. Сеньоре Вито, бенвенути а вчерашни. Aspetta. Рецикларе. Во јавност излеговте со соопштение дека ќе тужите Република Македонија заради тоа што го уништила угледот на вашата фирма. Перке? Ma una sera Margarita e Vesuvio e grande pizza d'italiano 500 ecco, mamma mia, peperoni una grande pizza italiana. Lasciatemi cantare. Вашата фирма во изминатите 15 години требаше да инвестира во депонијата Дрисла, нова технологија да претварате струја од отпад и други 100-500 работи. Зошто тоа не се случи? Spazzatura deponiale, yarararira, felicità. A come Skopje mi Skopje sko. Gdje Lamborghini ako Fiat Punto е да... Имам чувство дека ги одбегнувате моите прашања и одговорноста која што треба да ја сносите откако на тендер ви беше доделена Дрисла за користење од 35 години. Дали Дрисла го загадува Скопје? Mamma mia, spazzatura deponiale, tossicale e controverso. Novinare controverso con situazione. Macaroni uno bambino, macaroni uno Mario e Luigi. Манџаре. Ако веќе ни одговарате, можеме да си каснеме. Инаку се чини дека овие семени бизниси и внатрешни договори никогаш нема да дознаеме на што се однесуваат. Останува да манџаме од манџарето кое што ни го подготвуваат готвачите на Дрисла. Ама италијанска кујна е италијанска кујна, спагети е перфета. Perfetta. Mi casa è su Drisla, Јелисалфета. Студија